Денеска православната црква ги празнува светиот пророк Агеј, светиот Никола Хрисоверк патриарх Цариградски и светата Теофанија царица. Светиот пророк Агеј, роден во Вавилон за време на робувањето на Израилот. Од племето е на Леви, пророкувал 470 години пред Христа. Како момче го посетил Ерусалим. Ги поттикнувал Зоровавел и првосвештеникот Исус да го обноват Господовиот храм во Ерусалим, прорекувајќи му на тој храм поголема слава од поранишниот храм Соломонов. Славата на овој последен храм ќе биде поголема отколку на поранишниот, вели Господ Саваот. Затоа што во тој нов храм ќе се јави Господ Спасителот. Доживеал да види еден дел од храмот созидан од Зоровавел, умрел во старост и се придружил кон своите предци. Поуки од светите оци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Светиот Никола Хрисоверк патриарх Цариградски. Управувал со црквата од 980 до 995 година. Тој го ракоположил за презвитер големиот Симеон, Нови Богослов, тогаш кога овој духовен големец бил избран за настојател на манастирот Светиот маченик Мамант во Цариград. Во негово време се случило во Кареја чудното јавување на архангелот Гаврил, кој во таа прилика ги научил монасите да ја фалат Пресвета Богородица со песната "На вистина е достојно", и што ја напишал таа песна на плоча во црквата на една келија, која од тогаш се нарекува Келија Достојно. Познат и голем јерарх, мирно се упокоил и преминал во Царството Божјо. Поуки од светите оци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец. Светата Теофанија царица. Од познати родители Константин и Јана, кои биле роднини на неколку цареви. Нејзините родители биле долго бездетни и се молеле на Пресвета Богородица да им даде пород. И Бог им ја дал оваа ќерка Теофанија. Задоена со христијански дух од самото детство, Теофанија ги надминала сите своји другарки во сите христијански добродетели.
Кога пораснала, стапила во брак со Лав, синот на царот Василий Македонецот. Со својот маж претрпела големи беди. По некаква клевета, како Лав да носел нож во чизмата. Во погоден момент за да го убие својот татко, лесноверниот Василий ги затворил во затворот и синот и снаата. Овие две невини души останале во затвор 3 години. Еднаш на празникот Свети пророк Илија, царот ги повикал своите големци во дворецот на Гозба. Во еден момент, од ненадеж папагалот на царот му ги изговорил овие зборови: "Авај, авај, господине Лаве", и ги повторил тие зборови повеќе пати. Тоа ги довело сите царски господа до големо возбудување и сите го замолиле царот да ги ослободи синот и снаата. Растажениот цар така и направил. По смртта на својот татко се зацарил тој Лав наречен Мудар. Теофанија го сметала своето царско достоинство за ништо, па целата предадена на Бога се грижела за спасението на душата, постејки и молејки се, делејки многу милостина и обновувајки многу манастири и храмови. Од нејзините усни не излегол лажен, ниту прекумерен збор, а најмалку клевета. Пред својата смрт ги повикала сите своји ближни и се опростила со нив, па ја предала својата душа на Бога во 892 година. Царот Лав сакал да подигне храм во нејзино име на нејзиниот гроб, но откако патриархот приговорил за тоа, тој го подигнал храмот Сите светии, говорејќи дека ако Теофанија се посветила, нека се прославува заедно со останатите светии. Тогаш е востановен празникот Сите светии во неделата по Света Тројца. Славете го Господа, зашто е добар, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Бога на боговите, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Господа над господарите, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, единиот кој прави големи чудеса, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Кој премудро го создаде небото, зашто е вечна милоста негова, алилуја. Кој ја утврди земјата врз водите, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, славете го Бога на небесата, алилуја. Зашто е вечна милоста
Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев.